Драги гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на Демократски импулс, овој наш и ваш подкаст Демократски импулс. Знаете дека тука има многу општествени теми и отворени за кои всушност и секој може да си го каже своето мислење. Секој што мисли дека нешто може да допринесе кон подобрување на ова наше македонско општество. Денеска имаме интересен гостин, Томислав Гиевски, председател на независниот синдикат за образование и наука. Добар ден и чувствува се како дома во наше студио. Добар ден, поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам многу на поканата. Со чест и задоволство ја прифатив и тука сме да дебатираме за многу интересни теми поврзани со една од најбитните столбови во општеството, тоа е образованието. Ти се допаѓа ли? Одлично, амбиентот ви е супер. Јас сум пријатно изненаден и се најдам дека ќе имаме пријатна атмосфера и убава дебата. Така е, ни спомна дека имате и вие студио, мило ми е што ти се допаѓа и верувам дека ќе имаме добра дебата, заради тоа што не ти е и прв пат пред камери, така да. Апсолутно. Како представник на независниот синдикат за образование и наука сум имал можност да учествувам на повеќе подкасти поврзани со работничките права, а исто така и на многу национални телевизии каде што сме дебатирале со истомисленици и со лица кои што имаме спротиставени ставови. Најчесто дебатираме со лица со кои што имаме спротиставени ставови, бидејќи тоа се представници на државните органи кои што различно размислуваат и различно гледаат на барањето на просветните работници од она што просветните работници сметаат дека го заслужуваат и за она за кое што сметаат дека се достоинствени работнички права. У суштина она што за ние сме гласноговорници и јавно збориме на повеќе пати на протести дека просветните работници треба да се вреднува нивниот труд, дека треба да имаме департизација, но за тоа ќе продолжиме понатаму во темата. Така е, но на самиот почеток би сакал да те запрашам околу во образованието имаме два синдикати, од кои едниот е НСОН, тоа е вашиот, и СОНК кој е другиот табор. Државниот, така не. Сега, зошто имаме два синдикати и дали имаме таква потреба и по што се разликуваат овие два синдикати? Првата основна разлика во дејствувањето е што независниот синдикат за образование и наука не е под капа на политичките партии. Тоа е основната разлика. Значи, ние сме група просветни работници, самоорганизирани, кои што сме решили да го кренеме гласот, да се организираме надвор од центрите на политичка моќ. Сами го формираме синдикатот, сами го градиме синдикатот, сами започнавме, без мешање, без било какви центри на политичка моќ. Сега другиот синдикат, например, оној постариот е од времето на Југославија, наследен со Имате некаква комуникација, нешто со нив или... Па, комуникација имаме само кога има синдикални активности. Тоа е екстремно ретко, например, последниот штрајк, оној неуспешниот штрајк каде што имаше протести после прекинувањето, значи тогаш да, кога имаат синдикални активности во форма на штрајк, тогаш имаме комуникација. Тоа е последно нешто што сме имале комуникација, затоа што тоа било последно нешто кога сме имале заеднички цели, а тоа е подобрување на работничките права. Значи, кога има штрајкови се соединуваат и сте како едно. Апсолутно, да. Се борите за правата и вие и тие. Има едно златно правило, вели, кога синдикат работи синдикални активности, сите синдикати мора да го следат најбројниот синдикат. Ама тоа е кога работи синдикални активности, ама тоа за жал се случи тогаш и не се повтори. Кој е најбројниот синдикат кај вас? Во секторот образование најброј синдикат, независниот синдикат за образование и наука е втор по бројност. Постариот синдикат е доста поброен, мислам дека околу 5 до 6 пати имаат повеќе членови во секторот образование, со тоа што они застапуваат во култура, во наука, во градинки, во зоолошки градини, во библиотеки, на многу места. А вие? Ние во образование и во градинки.
Вие имате околу 4000 членови, ако не се. 4170. 170. Па и Да. тоа не е мала бројка. Тоа е солидна бројка. Не сме задоволни искрено од бројката, затоа што многу поголем е бројот на поддржувачи, луѓе кои што викаат браво, вие сте на правиот пат, од бројот на лица што пристапиле, но тука имаме различни фактори. Имаме страф. Значи, стравот кај проседните работници е на многу екстремно високо ниво. После тоа имаме бранење на лични интереси. Абе, вие сте супер, да, ама да не ми се замерат од политичката партија. Зали тоа го? Во образованието го има најмногу. Ние Па мора- обично, нели, најписмени луѓе се образовните работници, не би требало да се плашат во такви некои околности. Видете, тука влијаеле многу битни фактори за газење на достоинството и создавање страв кај просветните работници. Ако направиме анализа во последниве 30 години од самостојност на Македонија, Така. најмногу газени се работничките права во секторот образование. Се менуваат локална власт, цели гарнитури ги бркаат од работа, носат нови просветни, на нивно место носат нови работници. Ке изгуби таа политичка партија, менја ги, враќа ги старите. Значи, прво имало тука. Второ, има најмногу пријави за злоупотреба, каде што државните институции не реагирале. Имаме ситуации каде што работници пријавувале, ова зборам во периодите кога синдикатот уште нашиот независен синдикат не беше толку јак. Значи, за не ме свати јавноста погрешно, ние веќе се справуваме со овие појави, но тоа е врежено длабоко во свеста на луѓето дека треба да се плашат. Имаме ситуации кај што во минатото работници пријавувале незаконие и доаѓале инспектори да ги на нив да им се закануваат, зашо да им прават притисок за да ги повлечат пријавите. Значи, со такви работи сведочат повозрастните колеги. Денеска, на пример, ние не го дозволуваме тоа, затоа Тама што сакав и тоа да те запрашам. Дали, на пример, денеска некоја партија можеби се обидела да ве стави под нивна капа, под нивна закрила, да Сите- кажам. Дали сите партии пробале со тоа да го- некоја уцена или не знам. со уцена не провале, Заканали. провале со фино, имало и закани уствари. Да, ќе видите, ќе ви го растуриме синдикатот, им кажеме на луѓето се очнат. Кажете им, ако сметате дека вие сте повлијателни, дека вас ќе ве слушаат, да нема да слушаат јадрото на синдикатот и луѓето кои што им стојат на располагање, ги заштитиле, им кренале телефон, ги вратиле од работа, ние имаме членови што били збркани од работа, што сме ги вратиле, сме решиле огромен број на правни постапки, така да ние не стравуваме од тоа. Не верувам дека некои такви би ги послушале и потоцна би... Па нека ги слушаат. Ние сме непрофитабилна идеолошка организација. Добро, што ви смета кај вас, на пример, еве? Искреноста, честната борба, неподметливоста и оно што не може да не искорумпирате, да не купат со ситни поволности. Почнавте така, провале во тој контекст? Па провале сите политички партии. Провале, ајде, ќе направиме вака, например, синдикатот поголемиот секогаш несомнено е со власта. И сега имало тука некои комбинации кај што во одредени временски периоди, кога зборам за 7-годишното постоење, кога били едните и другите сега кога се на власт, значи провале дали опозицијата, дали власта нешто не се согласувала, па сега ќе го оценува синдикатот преку нас, ама ние сме многу принципиелни кога станува збор за политика, ние ќе ги почитуваме сите политичари, ќе ги почитуваме условно кажано до одредено ниво, ама да им бациме рака или да им играме по кефот, не. Ако сакаат они да играат по нашето, може, ама ние по нивното никако. Провале со мито, на пример, како беше она, сребро или како беше, ово или без сребро? Платано Не. промо беше Така, на Пабло Ескобар, да. Не провале со мито, затоа што во суштина синдикатите сами по себе имаат чланарини, генерираат финансиски средства кои што служат за синдикални активности. Најчесто синдикалните, оние жолтите синдикати ги оценуваат со незаконско работење на финансиите. Затоа што ти кога не работиш ништо, кога немаш идеја, кога некој друг ти го направил членството и више тука и влагаш и у корупција, и они најчесто така ги оценуваат. Ама кај нас, пошто све си е by the book, се си е законски, не можат да пробаат нити да не уценат, нити па да не подкупат и на крај на денот со колкава сума ќе не подкупат. Со милиарди треба да пробаат да понудат за да мислат дека ќе можат, затоа што ние не се продаваме. Ние не сме на продажба. Така да станува збор за идеолошка организација која што свесни се затоа не ни пробале да прават подкуп, затоа што свесни се каков одговор ќе добијат. Колку време постои вашиот синдикат, на пример? Март 2018 го формиравме. Вие? Група колеги, да, буквално се собравме на Facebook, онака
па да ти употребаме еден народен збор партизански, онака. Бевме мала група од 50 луѓе кои што не се активисти на нито една политичка партија, дел од нив биле активисти во постариот синдикат кај што били збркани, затоа што барале отчет, затоа што барале демократија, Збркани од стариот синдикат. Да. Обично си одат сами, ама да се збркани Не, ова се луѓе на повисоки функции кои што биле. Претседатели биле на региони, кај што ги имаат избркана буквално затоа што отчет барале. Имаме такви ситуации, имаме претседатели на подружници што били у стариот синдикат, кај што барале финансиски отчет в годишна сметка. И за такви работи им се правило притисок. Некои се очленети сами, некои се исклучени. Очленети се сами, оние, например, кај што почнале да прават состаноци да не ги известуваат. Те ме кажа, вие досаѓаат, поставуваат незгодни прашања, не ги викате, не им пуштајте мејл. И они пак си имаат кворум од послушници, од оние што тресат глава, затоа што многу такви ги има. И таа е дел од групата од некои неформални, и буквално се собра една група од 50 на можеби и поише луѓе. Тогаш констатиравме дека колективните договори се катастрофа и лоши беа. Тоа беше 2018, колективниот договор последен пат е подпишан 2008. Значи 10 години беше стар колективниот договор и ние велиме единствен начин да го промениме е синдикално да се организираме. Да формираме синдикат, тој да стане репрезентативен, да стане мнозински, да го промениме колективниот договор, затоа што мизерни се условите. Тогаш во 2008 бил лош колективниот договор, сега во 2018 беше катастрофален, во 2025 истиот е но, мислам, полошо нешто не може да постои и поради таа причина се организиравме. И како се организиравме, почнавме мала група, почнавме да тужиме, почнавме јавно да збориме, пресови да држиме. Нормално тогаш беше друга власт, па одма не етикетира, вие сте со вие. Па се смени власта, па истите етикети ги имаат, ама сите што се здраворазумски вработени во образование си знаат дека ние сме независен синдикат, затоа и се вели независен. Почнавме, организиравме 26 протести, сега беше после 26, се ќе организираме уште и на 1 мај организираме протест. Да окренеме гласот, значи си продолжуваме со протести. Имаме добиено 700 тужби, имаме добиено 700 тужби имаме добиено. Имаме 3000 правни постапки добиено. Буквално по цел ден работат синдикалните представници. Имате ваш правник? Правници, адвокати и ние више се научивме. Значи ние као синдикални представници го читаме, го владееме правото, го работиме образование и посветени сме по цел ден да пишуваме со тоа што да бевме условно кажан, да бевме демократска нормална држава, ќе добиевме 30.000, ама задоволен сум и со овие 3.000. Значи сепак според вас судството не е така баш лошо. Па судството не е лошо. Не би можел да кажам дека ние имаме Верите дека сте задоволни? Па не, ние сме задоволни од она што ние го имаме добиено. Нормално си имало ситуации кај што за исти работи сме губеле случаи. И сега ја велам сме добиле 700, не кажам колку сме изгубиле. Но крајот на денот сите се натовар на синдикатот. Значи ние не сме ставиле работник да му речеме и сега плати си како другите. Не знам некои други синдикати ќе ги насыскат. Тужете па после да им рече да и платете си сами. Не, ние си сме трошоците, затоа што на крајот на денот за тоа е чланарината, да организираме протести да тужиме. И канцеларија, 21 канцеларија низ државата. 20, браво. Да. Спомнавте дека бројот може да биде и поголем. Добро, на кој начин тоа би станал поголем? Дали би можело вие да одите на терен? Денеска од пробиштица се враќа. Така? Да. Значи на терен сме секој ден. Значи буквално сме секој ден на терен, јас, останатите синдикални представници, членовите на претседателството. Дали ви го отвораат училиштата вратите, како е приемот? Па до сега сме имале само неколку ситуации кај што не сакале да не пуштат и буквално на сила мораш да влезеш. Што подразбирам на сила, не велам сега јас мај За степен со обезбедувањето. Не, на сила е, не ме пушташ добро, полиција одма ќе се јавиме. Ќе пријавиме на презаписник, па се плашат одма и ај влезете. Сега имало ситуации кај што на пример ќе влезеш во училиште, директорот им се дерел, им викал, дошол некој општинар им се дерел, им викал и ти се јавиле те викнале на состанок и нема никој. Имало, ама на прсти се братат. У 7 години 3 или 4 пати не си има случајно. Се плашат да говорат. Се плашат, да. Се плашат поготово кога ќе дојде некој, тој толку се опушти некој да им се дере, да им вика, да им се заканува и оние на крај се плашат и да сведочат и тоа е проблем. Затоа што он што го направил кривично дело го направил. Секој може да направи кривично дело. Ама мора да се сноси одговорност. Тука е проблемот што дел од работниците се плашат да сведочат против некој што направил кривично дело. Па што треба да направи? Да го повтори делото? Секој ден да ви го прави истото? Тука е проблемот. Стравот кај просветните работници има еден долг корен кој што влече од 91-ва, каде што
Нема ли синдикат да ги брани? Предходно. Ние, пред да се павиме, ние немало синдикат, некој да рече, микропроблемите да бркаат 500 души, ние пред да го формираме синдикатот, една недела избркаат 500 души убитово. 500 души да ги избркаш и да не се најде некој да ги организира, бе, тоа е катастрофа невидена. Не ме зимете збор, може и 300 да бе, ама тука 300 до 500 да, по промена на локалната власт, која дојда, нели, кога се смени локалната власт 2017 или која беше, не знам, тоа што едно чудоло ги избркал. И 100 да биле не се малци, а не па 300. Било кој да застане да ги организира нив со фамилиите. Сега, еве, ја ви гарантирам, во овој момент да се повтори тоа што тогаш се повторуваше, Нема да може. па нема да може. Ние ќе ги организираме сега, ако неќе да се организираат. Мада не би требало да неќе да се организираат. Тогаш им фалеше не. Тогаш им фалеше некој да ги организира. Сега тоа е сменето во моментот, затоа што не може такви работи да се прават, но далеку сме од постигнување на нормална работна атмосфера и нормални работни услови, затоа што имаме проблеми со колективните договори, подпросечна плата, не имаме работнички права. Не имаме, туку немаме работнички права. Меѓу другото, освен ова, со кои се проблеми се соочуваат вашите образовни работници? Па просветните работници се соочуваат со многу проблеми. Пример, ќе земеме колективни договори секаде во јавниот сектор со колективен договор во секторот образование. Прво, во култура, во наука, во македонска радио телевизија, вели, коефициент се множи со најниска плата во државата или минималната плата и колку сега моментов има некој работник два коефициент, минимална плата е 24.500, се множи и се добива плата од 50.000 денари, да речеме, и му се исплаќаат на работникот 50.000 денари. Кај нас, во секторот образование, најбројниот синдикат и Министерството за образование и наука си подпишуваат најниска плата за најнизок степен на сложеност образование 15.500. И ти го множат со коефициент и ти даваат плата пониска од републичкиот просек. 15.500 најдете го човекот што зима држава 15.500. Значи они утврдуваат плата за општ работник 15.500 денари, ама велат ние ќе му коефициент еден ќе биде 15.500, ама затоа што има закон за минимална плата ќе му даеме 24.500. На хигиеничарот има коефициент 1.3, него ќе му обезбедиме најниска плата 15.500, ќе му множиме со 1.3, ќе добиеме не знам како му доаѓа таму слаб со математика 21.000, ама ќе му даеме 25.500, ама на наставников ќе му множиме 15.000 по 2,5 ќе му даеме на него 38.000 денари плата, што е длабоко под републичкиот просек и сме единствена држава во Европа која што зима плати под републичкиот просек. Но не се само платите. Кај нас нема обезбедено додаток за теренска работа. Кај нас во секторот образование ние немаме додаток за степен на образование. Степен на образование добиваат други сфери, во образование не добиваат за степен на образование. Магистер, доктор науки, тоа мора да биде платено. Во другите колективни договори има надоместок за не дай Боже смрт на член на семејство. За новороденче тоа образование го нема. Значи ние збориме за права што останатите ги имаат 20 години, ние ги немаме. И тука ние им бодеме очи, зашто го бараме тоа што сите го имаат 20 години. Тука е проблемот. И затоа не инвестираат, секоја политичка партија инвестира силу во владиниот синдикат. Затоа понатака ќе напоменеме проблеми за да не бегам од тема у тема. Како проблеми со кои што се соочуваат просветните работници се многу работничките права. Плата под републички просек нема да најдете држава во Европа. Значи соседните држави, Албанија, Косово, Бугарија, бугарите да имаат дупло плата од нас сега зимаат. Значи ние збориме држава во 90-тите кај што зимале помала плата, сега зимаат дупло. Па како може тоа така? Дали на пример можеби мобинг имало? Дали можеби имало некој си обид за злоуставување? Мобинг, многу често има мобинг во секторот образование. Сега малци ќе биде сега не да ги фалам нашите членови, ама во суштина тоа се најхрабрите во секторот образование и тие се во суштина оние што го поминуваат правот на храброст. Сведоци сме на мобинзи, им нудиме помош на колегите. Многу ретко се случило на член на независниот синдикат да пробаат да му прават мобинг. Многу ретко, веќе имаме неколку ситуации на суд сме. Некои постапки за мобинг сме ги решавали со предпостапка. Значи јавноста е должна да знае дека кога постои сомнение за мобинг, работникот кој што смета дека е жртва на мобинг, треба писмено да го извести лицето кој што му прави мобинг и да му рече со постапките влезе, ми рече, не знам, ушле, дебел, некој погрден збор или тука станува збори за сексуален мобинг, допрел, чепнал колешка, нешто што не сме. Тука, ако писмено го опоменеш и ако тој го повтори делото, тога станува збор за мобинг.
А ако е работодавач, тогаш не ни треба да го поменуваш, што се смета дека хиерархиски повисоки џабе ќе го поменуваш. Во најголем дел, во 99% од ситуациите кога писмено ние сме ги научили нашите членови, сме ги обучиле да го испратат, тогаш престанувало се. Значи некој ако предходно му се дерел, му викал, го навредувал, и овој му дал писмено, ние сме му го спремени за да имаме многу јак правен тим, веќе бега на 100 метри неќе ни да биде у иста просторија затоа што се плашат. И тие што се насилници се плашат. Сега имало ситуации многу ретки на прсти се бројат каде што успеале да ја надминат онаа граница на мобинг и да мораме да покренеме постапки, се уште се водат тие постапки. Тоа е за членовите на НСО на АРНО, ама до нас стигаат информации за секаков булинг, каде што ние им се нудиме на колегите, ама пусти страв. Тоа е. Значи имаме ситуации каде што во едно школо има, да речеме, членови на независен синдикат 15, 30 се во друг синдикат, 20 не се у ниеден синдикат и буквално има различен пристап на нашите членови. Повнимаваат што ќе им кажат, зашто знаат дека ќе испорипаме сите, ќе правиме притисок, контрапритисок, ама на другите им викаат, им скокаат и ние се им нудиме, ама некои прифаќаат помош, некои велат така треба да биде, и што тоа е. И тоа го има. Не, тоа го има многу. Тоа го има премногу. Буквално таква појава е чудна, знам дека е чудна за јавноста, јавноста е должна да знае, затоа што буквално сме сведоци. Нашите членови седат на страна и гледаат како некој се дере на колегите, дури они се умешуваат, ние сме се учеле меѓу себе дека мора да ги браниме послабите. Тоа не е должност нас како независен синдикат. Ние дека сме похрабри сме, тоа го знаат колегите. Ама должност ние на нас активистите од независен синдикат да ги браниме послабите, што не се членови наши. Сега ние можеме да им понудиме помош, ама ако не сака да прифати помош, па со сила како ќе му помогнеш на човек? Кој е проблем? Сега ви ги зголемија платите за 7%. Платите ни од март или не? Ветувањето на моменталната политичка гарнитура беше дека ќе го почитува колективниот договор. Дека со самото доаѓање со промена на власта, бидејќи ние организиравме 24 протести за време на претходната политичка гарнитура. Организиравме 24 протести во кои што баравме почитување на колективните договори. Коефициент помножен со минимална плата и да се добие платата на просветните работници. И на секој наш протест се јавува политички активисти кои што велеа дека ќе го со нивно доаѓање на власт ќе ги спроведат, ќе го почитуваат колективниот договор. Дали сме им верувале, дали сме им давале поддршка, не сме навлагале у политика, ние сме велеле ако вие барајте, вие спроведете го тоа, во моментов има друга власт и ние ќе си протестираме, и сме протестирале. Се смени политичката гарнитура, не се испочитува колективниот договор, не се испочитува законот за минимална плата, останатите сфери добија лани согласно растот на минималната плата 12%, и кај нас дадоа само 5%. Оваа година минималната плата порасна 8,5%, просечната плата порасна 12%, нас ни дадоа само 7%. Значи тоа се, да ми прости јавноста, тоа се трошки. Ние сме се уште длабоко под републичкиот просек. Имате ли комуникација со министерката? Во каков однос сте? Дали ви ветува можеби? Не ни ветува, имавме последен пат комуникација, имавме пред 3 месеци. Првата комуникација ни беше, поднесовме барање за средба, не ни одговори, организиравме протест, одма не викна. Значи, свативме дека мора да правиме притисок за да разговараме. Баравме основни работи, ни рекоа дека ќе ни известат, не ни извести, и ние си продолживме со протести. Тоа беше последен пат комуникација имавме во јануари. Не одзимам можност дека повторно ќе имаме комуникација, ние повторно ќе си ги кажеме нашите ставови. Ние никогаш не тргаме раце од социјалниот диалог. Арно, ама за разлика од другите синдикати, една многу битна работа, другите синдикати, поготово, кога велам другите синдикати, мислам на оние провладините синдикати, они влагаат во процес на преговори, 30 години преговарат. Ние велиме, ние и ќе преговараме, ама и паралелно ќе си протестираме, ќе се бориме, ќе збориме јавно, затоа што никој нас не спречува двата процеси паралелно да ги правиме. Апропо вашиот одговор, последователно ми доаѓа едно прашање да ве запрашам, како го оценувате потпишувањето на договорот со СОНК, со другиот, тоест другиот синдикат со министерството за зголемување на платите во наредните 4 години? Они потпиша и договор. Да, потпиша еден неформален договор кој што... Дали може би тоа е за поздрав, дали е за критика? За поздрав не е, за критика тоа ќе треба членовите да си критикуваат на тој синдикат доколку не се задоволни. Наше е да кажеме дека ние не сме го промениле ставот од 2018, тоа е почитување на колективните договори коефициент по
Минимална плата, тоа е исто како па ајде да речеме дека вас ви следува плата од 1000 евра во денарска противредност. И вие велите 1000 евра во денарска противредност, треба да земеш 60.300 денари плата да ти биде и јас сум пример работодавач и ти викам 40.000. Ти викаш бе 60.000 е толку е еврото. Нека нас го рачунаме 40 еврото и се ние да преговараме колку ќе биде еврото. Дали ќе биде 42, дали ќе биде 45, немаш зашто да преговараме, се знае колку е еврото, се знае колку е минималната плата. Од тука јас нема да завлезам никогаш да коментирам дали нешто е добро или не, туку ќе кажам само дали е законски или не е законски. Ние си стоиме јасно на ставот дека ние бараме плата по минимална плата по коефициент или доколку дојде до промена согласно општиот колективен договор, откако ќе биде спроведено тоа, да влеземе во фаза каде што ќе се исплаќа плата, односно просечна плата по коефициент, ама тоа откако ќе биде спроведено овој момент. Какво е вашето мислење за изборните предмети градинарство, фотографија? Дали со тоа можеби се унапредува или се уназадува ученикот? Тука нема да зборам како председател на синдикат, тука ќе кажам лично мое мислење како наставник по географија. Мене лично не ми пречат, односно ми се допаѓаат овие предмети кои што ги напоменавте затоа што им дава некаква поголема слобода на учениците, овозможува креативност на просветните работници, овозможува просветните работници да се посветат на покреативен начин, полабава атмосфера, кога им многу е, како да кажам, поголема синергија има на часот, односно поголема атмосфера се создава поготово на овие изборни предмети, затоа што знаат дека учениците се полабави. Сега од овие предмети реално да правиме муавет може да бидат како една форма на најниска релаксација, ама од овие предмети не може многу да се создаде ново знаење или знаење кое што на ученикот ќе му биде од долгорочна потреба. Одредени луѓе пак велат, добро, за волја на вистината, тие не се просветни работници, но велат дека овие предмети можеби и би им помогнале многу во животот, би се снашле во животот, како например дури и додава дека убаво е секој дете да знае како се гради куќа, како се опстанува во природа, например, некои такви работи. Убави се тие предмети, факт е тоа, но тие се, да речеме, ние сме на првото скалило да стигнеме 10-то скалило, како Јапонија да бидеме држава, да бидеме држава како скандинавските држави, каде што некои основни работи учениците, населението ги знае, па веќе се насочува кон општествено корисни работи, кон подобрување. Ние далеку сме од таа фаза. Значи, ние немаме општа култура како народ, прљави сме, немаме култура за да возиме како што треба, ѓубрето да го фрлиме, да не се бутаме преку ред. Но тоа дали се започнува од образованието? Дали можеби ја гледате вината кај вашите колеги? Вината не ја гледам воопшто кај нашите колеги, ја гледам вината кај политичарите, кај родителите, кај родителот што поправа оценки ја гледам вината. Како ти ќе го научиш детето ако му се силиш на наставникот и му поправаш оценки на детето, ти ќе го научиш да биде тој нормална личност, не може таа да биде нормална личност. Вината ја гледам кај политичарите. Ја гледам кај некои јавни личности, кај наставниците, буквално најмалку ја гледам вината, затоа што како ја ќе го научам детето дека треба да чека ред, ако татко му секој ден се бута со колата кога го вози. Па нормално дека татко му ќе го слуша, мене ме слуша. Или како јас ќе го научам детето да не фрла ѓубре ако го гледа неговиот родител, мајка му дека фрла ѓубре на секаде. Или како ќе го научиме дека не треба да користи привилегии и корупција ако дома неговите родители му викаат на мене секаде ќе поправиме ние оценка го имаме градоначалникот на таа општина. А добро, Вали, дали например ваши колеги се обидуваат тоа да им го укажат на учениците, дали или па например кренале раце па не кренале раце, затоа што е прост пример што јавноста треба да знае. Најмалку корупција има во образование, најмалку. Со тоа просветните работници докажале дека се најмалку корумпирани во држава која што е со многу висок степен на корупција. Кога сме сретнале ние подкуп? Може би 92-та последен пат имало подкуп наставник да барал за оценка да поправи. Немам сретнато, така е. Значи, автоматски излегува дека ние сме најмалку корумпирани, просветните работници се најмалку се корумпирани. Пазите, најмалку платени, имаме суди фатени,
да ми простат другите сфери. Доктори има фатени, полицајци има фатени, фала Богу, малце се на процент. Значи нема сфера кај што не е фатено, у катастар луѓе ги фатиле со подкупи. Добро, но морате, на пример, од другата страна да разберете дека вие сте најважни во нашето општество, заради тоа што вие ги образувате нашите деца. Од друга страна говориме за плати, но пак Македонија можеби е најнеписмена држава. Не сме најнеписмени. Не, ама меѓу најнеписмени. Значи ние вадиме какви интелектуалци да те падна над превари меѓународни. Значи ние не сме најнеписмена држава. Мотивација имаат, слава. И населението, и работниците. Пред некој време Косово не претрка. Во што не претрка? Околу писменост. Околу писменост не претрка. Па не би се сложил дека е тоа така. Са тие имаат некакви истражувања, ама ние имаме директно на терен работиме, ги гледаме децата. Значи едно е да сака, да учи и да има мали квалитети, има да не сака да учи. Значи кај нас проблем е мотивацијата. Нас, значи треба да постои добра приказна што со образованието. Јас сум сигурен дека у Косово им велат учи, ќе добиеш таква позиција. Па кај нас ти таа партија, па дали си учил, не да си жив и здрав. Значи ние не можеме да параметри да преме ако не направиме здраво општество. Во Косово дали влие платата, на пример? Па тоа е највлијателна платата. Тоа е најбитното. Кој оди од ќе ми замерат многу, ама ќе го кажам со став. Нормално. Од љубов ли работат луѓето? Деца немаме ли ние? Сопруга треба ли ја плата дома да однесам? Мислам сега од хоби се знае на фудбал ќе нешто, од хоби у кладилница ќе оди некој, на хоби некој филм ќе гледам, некои игрици ќе игра. Од хоби се знае, од која ти е должност да идеш на работа да го прехраниш семејството, да преживееш и од тука плата да мора да ти биде достоинствена на тебе. Така да основна причина поради која работниците одат на работа е за да заработат, за да бидат корисни во општеството и за да заработат плата. И од тука мора платата да биде достоинствена, не може двајца просветни работници, пошто има многу колеги што нели мажот и жената работат просвета, одваја полнат синдикалната кошничка и се за такви, тоа ли се пристойни услови во цел свет, во целиот свет. Просветните работници се средно висока класа. Само кај нас ние одваја полниме синдикалната кошничка. Тука е проблемот. Просветен работник за да може да каже дека достоинствено живее, треба без проблем сметките да ги плати, децата да може да ги школува, да ги прехрани, да отиде на одмор, да може да си купи автомобил, да може да иде стамбеното прашање да го реши. Кој со 2 просветни плати тоа ќе го направи? 4 члена семејство, нема теорија. Нема шанси тоа да се случи. Излезе министерката за образование и кажа дека треба да се спојат некои предмети. Што мислите вие околу тоа? Например, вие сте наставник по географија, тука и малку и вие сте засегнат, заради тоа што онда говори дека треба да се спојат историја со географија. Какви се допирните точки со овие два предмети? Приказната за спојување на наставните предмети започна со министерката Мила Царовска во 2021 година. Тогаш се крена целата јавност, сите институции, невладини организации, сите коментира, ама не сите имаа храброст. Само ние, активистите од независниот синдикат, донесовме одлука, ги кренавме знамињата и организиравме протести да кажеме дека вака нечини. Дека не може некој да си прави експерименти. Кренавме гласот, правевме инормен притисок, тогаш имаше обвинувања дека, не знам, тогашната опозиција, сегашна власт, дека не организира, дека да не идат работниците на протести. Синдикатот се јави, овој синдикат, сега што е лепенка со сегашната министерка, со тогашната министерка исто беше лепенка, си беа неразделни, тогаш и он кажуваше не треба луѓето да протестираат, не се тоа синдикални теми, не е тоа. А нама ние си бевме доследни и ќе останеме доследни секогаш ќе бидеме на страна на работниците. Ама тоа е добро кога се обидува да офарба дали со едните, дали со другите. Лошо ако само со една партија. А вака, тоа е најголем доказ дека не сте ни вама ни таму. Па тоа го знаат сите. Тоа секој здраворазумски работник го знае. И сега започнавме со притисоци, јавно зборевме, одевме по дебатни емисии, организиравме протести неколку. И на крај кога дојде до промена на власта, новата министерка тука мораше мали промени да направи, географијата и историјата ги раздели. Иако стана под еден предмет, но беа под различни модули, така да тука имаме веќе
еден е учебник, ама има различни наставници, различни теми се, и тука некако се амортизира, не е решение, факт е дека е се уште е лошо решение, ама е многу подобро од она што претходно беше еден микс, каша попара, кај што требаше да предава еден наставник се по природни науки поготово. Има впечаток дури дека сакаме да ја заборавиме историјата како таква. Заради тоа што историја дури сака да се приспои со општество, например. Па видете, имаше такви обвинувања од страна на политичари во минатото дека тоа е основната цел. Јас нити тогаш нити сега го имам истото мислење, едноставно велам дека експериментираат, прават нешто од запад, што е кажано, некој пробува да експерименти да прави. Не го делев тогаш тоа мислење, не го делам ни сега. Сега го прават истото, но не го немаат тоа мислење дека историјата сака да не се учи. Едноставно сметам дека ова е некаков пилот проект кој што ние треба да бидеме првата држава врз која што ти се испроба, затоа што сепак кај нас некако поедноставно поминуваат работите, затоа што ете, за жал сите коментираат, само независниот синдикат се крена и затоа процениле дека најслаб отпор е да се експериментираат вакви работи. Кажете ни, Томиславо, каква состојба се моментално нашите училишта, говорам за безбедност, заради тоа што знаеме, еве, например, иако не е таква институција, дискотека е, но, еве, се запали. Во каква состојба во тој поглед се нашите, дали се безбедни нашите училишта? Тука не би можел да дадам унифициран одговор, да кажеме, за сите училишта. Има училишта кои што се стварно добро скоцкани, има училишта што се многу лошо. Дали може би вие сте посетиле некој такво училиште? Ја ги имам посетено 70% од училиштата. 60 до 70% ги имам посетено училиштата. Сум отишол, сум влегол, сум прошетал, сум се ракол со колегите, сум разговарал, сум ги прашал дали имаат некаков проблем, сум ги разгледал училиштата, некој сум ги пофалил, некој сум рекол, окей се. Но не сите училишта се на исто ниво. Има стварно добри училишта. Денеска бев во училиште кој што има базен. А претходно сум бил пред Похвала е тоа? Пред месец дена бев во училиште кое што буквално некои стари штици има. Така Во да. селата? Како? Во селата велам. По селски средини, да, пред месец прилика месец и пол бев во такво училиште, нема да ги напоменам да не се Добро, навредам. дали не ја разбира сериозноста или можеби можеби министерството не им дава пари, например. Кој е виновен? Кој е виновен тука? Тука е дефинитивно виновно оној кој што е раководи државата. Оние кои што е раководеле државата 30 години. Затоа што факт е дека недоволно се одвојувало средства за училиштата. Видете ги другите држави многу поише инвестирале во училиштата отколку што се инвестирало кај нас, процентално. Проблем е што сме прилично сиромашна држава, затоа што некој не дозволил држави со исти перформанси да бидат многу побогати. Се крадело, имало корупција, имало лоши политички потези. Тоа било фактор. Сега, ако го земеме па и буџетот на државата, па колку се... Едноставно сиромашна држава, сиромашни инвестиции, но тоа не е изрека. Според нас сметаме дека тие што се политичари не си ја вршеле убаво работата, затоа што сме биле лидери одреден период пред 30 на години во одреден регион, сега сме на опашката, значи тука го гледаме како сериозен проблем, што имаме такви училишта какви што имаме, но и дефинитивно имало и многу злоупотреби, кај што ќе се покрене. Ќе има некоја новинарска статија, ќе се покрене кривична, нема да заврши. Мора да одговара во 30 години колку души на прсти се бројат, за колку проневери се збори, зашо не се земе пример. Вратете се на нас за 30 години, најдете еден директор кој што крадел, стрпајте го в затвор и после нека не му текне на никој да краде. Многу едноставно, затоа што со самото тоа што мене како наставник, ако ме краде работодавачот и ми ги нарушува мирот, хармонијата, работните услови. Јас не сакам да кој ќе шетам низ училиште да ми биде убаво. Сега по некоја случајност работам во ново донација кинеско училиште кое што стварно е многу добро, значи кинези го направиат ептен добро. Ама еве зборам во име на колегите кои што работат у стари училишта, каде што е пишано дека е кречено, а не е кречено. Пишано дека се купени нови столици, можеби а не си ли парафразирам, да речеме, некои други обвинувања што имало. И такви има. Па имало такви обвинувања, до нас стигале. Дека, не знам,
знам школи кај што ме викале, дојди да видиш 4 реда плочки има. Зашо има 4 реда плочки? За да краде некој, за да Добро, што може вие да превземете во тој контекст? многу работи. Сте правеле некој? Сме правеле, да. Значи прво и основно треба колегите се охрабрат да сведочат и ние имаме адвокати и ќе имаме безбедни адвокати. Ќе збориме вака јавно. Тие се тие методи кои што можеме. Велам правно дали нешто. Правно, да. Па имаме адвокати. Поентата на синдикатот е група која што има сила, има медиумска покривност, има финанси. Кај нас само си скривени некои вредности во, да речеме, во владени синдикати кај што се занимаваат со пакетче за нова година. Се знаат средствата зашто се за луѓе на протести, за тужби, за тоа се средствата, така функционираат сите нормални синдикати. Кај сте видели вие на запад со синдикат да се занимава со, не знам, пакетчиња, со риби да продава на рати или да кај нас се скривени вредностите, ние имаме сериозен проблем и многу од колегите се љутат кога им велат, абе не, вие треба така да правите. Така прават тие, те гледате дека тоа не работава, дека ни мора да различно да функционираме. Вашиот синдикат не да пакетчења. Не, ние имаме, како да ви кажам, Ние даваме тужби. ние даваме тужби и на крај декември кој ќе дојде ќе видиме колку имаме финансиски суфицит и преме рекламен материјал. Значи што подразбирам под рекламен материјал? Например, Календари. Чаши со емблемот на синдикатот, USB-ња со емблемот на синдикатот. Значи рекламен материјал правиме. Пошто сме непрофитабилна организација, оваа година не сме ги потрошиле парите, сите што останале и рекламен материјал. Како се финансирате? Само финансирање? Стриктно само финансирање преку чланари. И то ние со најниската чланарина. Годишна или месечна? Месечна. 150 денари е чланарината од независниот синдикат за наставници, стручни соработници, 75 денари, значи тоа е помалку од кутија цигари. Со тие средства ние успеваме да организираме протести, автобуси да испратиме, да покриваме тужби. Кажав колку тужби имаме добиено, над 700. Да платиме стручни соработници, сметководител, адвокати, правници, програмери, веб дизајнери, сите тие работи. 20 и кусур канцеларии да имаме на државата, сметки да платиме за нив. Имате некои собранија, имате некој отчет на крајот од годината? Не на крајот на годината, на 4 месеци имаме ние финансиски отчет. Значи ние имаме највисокиот орган, најбројниот орган, пардон, ние совет на независниот синдикат. Во него има претседатели на општини и претседатели на подружници. Подружници се училиштата и ние правиме на 4 месеци финансиски отчет буквално од денар. Таму потрошено, за ова е потрошено и сега тука синдикалните представници можат да реагираат. За ова било потрошено повише, за ова било помалку, значи мора да се осеќаат прво за нивна организацијата пред да се вложат 100%, затоа се вложили 100%, затоа нашите синдикални представници многу поише трчаат и веруваат во организацијата од други представници, да речеме, што земале 2-3 денари месечно, као паушал некој. Затоа што идеологијата секогаш ја победува финансиската на ситна корист што ја имаат можеби кај други синдикати. Тоа е советот на синдикатот, а собранието на синдикатот кој што е извршно е претседателството, собранието на синдикатот е онај кој што ги носи одлуките. Така. Значи, органот кој што ги носи одлуките, тоа е составено од претседателите на општините. 80 општини, 80 синдикални представници. Состаноците ви се еднашка неделно? Не. Имаме ние состаноци Или по потреба? Еднаш или два пати во месецот онлайн и два пати годишно со физичко присуство. Така ни е праксата, а сега нормално ако има потреба и почесто со физичко присуство. Добро, тие 4100 луѓе доаѓаат сите заедно, каде се собирате? Состаноците се за Претседателството? За членовите, за синдикалните представници се состаноците. Значи они си прават состаноци во школа, си прават во општини. Збориме синдикалните представници колку често се состануваат. Тие се отприлика околу 100 и нешто луѓе. Тие се состануваме онлайн и со физичко присуство. Со физичко присуство затоа што е скапо. Сега ти од цела Македонија да се собереме, па скап процес. Значи, да. Скап процес е, ние треба простор да изнаемеш, треба гориво нели да обезбедиш за ќе дојде на пример кај да се сретнеме, да некого далеко ќе му биде, затоа што го од секоја општина луѓе. Добро, Томислав, малце да поразговараме околу школство. Кажи ми, зошто, например, има оценување до 600 оделение кое е описно. И над 600 е бројчано. Колку ги мотивираме децата да учат со тоа описно оценување?
тука повторно ќе одговорам како наставник, не како синдикален представник, затоа што она што сега ќе го кажам како Како наставник, да. како лично мислење ќе го кажам, не сите членови се сложуваат, јас морам да пазам да На вордингот. на вордингот. Според моето лично размислување, мислам дека описното оценување е лошо, затоа што многу работа им отвара на колегите да пишуваат. Ученикот во целост го совлада материјалот, затоа што друго е ти оценка ќе пишеш 5, 4, 4 ќе пишеш, овој треба да пишат цели текстови. Тука е проблемот. Зашто се прави описно оценување? Описно оценување се прави за да се намали притисокот на учениците, за да не тие што се послаби, ќе го прочита, реално нема да разбере, родителиве за да не фатат да притискаат уште од мали нозе. Добро, ама до 600. 600 не е баш малце, не е то Па прво, не, прво, второ, тука трето. го имаат направено описното оценување, у шесто го имаат направено како една форма на преод за учениците од прво до пето што биле, па сега доаѓаат со повеќе наставници, па да се опуштат, да поминат еден природен период, демек од описно оценување да влезат, затоа што на крајот на годината во шесто деление имаат оценки. Имаат оценки бројчени. Описното оценување дефинитивно треба да се укине такво какво што е, затоа што им создава многу работа. Замислете си сега вие да треба да пишувате за секој еден класенците во шесто деление, треба да пишувате за 25 ученици, за 12 предмети, да пишувате по еден текст, значи стварно е луѓето се сеќаат многу лошо. За наставникот да, него за детето, колку е тоа добро. Нема стимул да учи. И вака и така ќе ми потпише на крај. Видите, наставникот. Има обштества. Не разбирате? Ја разбирам, ама има обштества кај што имаат описно оценување. Немаат оценување до не знам колку години. Па се многу по напредни тие обштества, значи нема мерило тоа. Мислам дека во некои од арапските држави беше, што се стварно многу поише инвестираат во образование, кај што немаат оценување. Во некои од европските држави мислам дека има и што немаат оценување. Значи тоа е, пак ќе кажам, проценка на државата. Согласно нашите стандарди, сметам дека многу подобро би било да нема оценување. И ќе ви објаснам зашто. Затоа што сега во оваа фаза, каде што ниту еден тежок збор, најголем дел од родителите прават притисок, користат секакви механизми, користат секакви центри на моќ за да се поправат оценките. Тука се нарушува процесот на оценување. Поентата е, ако вие сте најдобар, да имате повисока оценка од тој што е послаб и да има некое скалило. А вака ти кој ќе го нарушиш процесот на оценување на тој што треба да има двојка или тројка и некој под притисок на страна на општина, директор, се поправило оценката, целиот процес е нарушен. Добро е, веќе кога сме толку искрени, да бидеме и до крај. Дали вие, например, сте имале некаков притисок од некој родител или директор, мој син ми мора да се попре тука четврка, не петка или двојка, тројка, не? Да бидам искрен, ме познаваат многу добро и нема жива сила што ќе се осмели мене да ме прави притисок. А пробале или? Па сега пред 7 години пред да бидам синдикален представник не ми текна, ама сега не пробале. Не пробале, знаат што ќе се случи. Сега треба да се луди да пробат да ми прават мене притисок за оценка. Дали сите подеднакво имаат можност да се унапредуваат во звање или не? Немаат сите можност, затоа што звањата наставник, советник и наставник ментор се толку лошо поставени што во моментов само еден прво немало повик за наставник ментор и наставник советник, немало со години. Че кој знае кога последен пат беше повикот. Втора работа. Само еден може да биде дури неуставно, и ќе кажам зашто е неуставно и веќе треба имаме почнато со адвокати да пробаме нормално, се надеваме дека уставниот суд и за него ќе кажеме какви забелешки имаме, но се надеваме дека ете ќе успееме тој закон да го срушиме, затоа што имаме ситуации каде што еден вработен во институцијата станал наставник ментор и завршува приказната. И сега утре некој ќе се вработи, не може, за потполното е местото наставник ментор. Чекај како, ја денеска се вработувам во одредено училиште. И сега што треба да чекам да отиду пензија или не да Боже да почине лицето за јас да добијам наставник ментор? Значи тука имаме многу лоша поставеност. Не можеш ти да ги мериш луѓето по еден е најдобар. Тука може да има 10 во другата школа, нема да има никој. Да има кариерен развој. Тука имаме лоша поставеност. По еден во школа да биде, па во некои школи не има. Нема стручен, нема кариерен развој
за педагог, психолог, за нив не ни пушти огласи. Значи многу е лошо. Го барате ли ви ова да се промени? Да. Ја една работа морам да признам пред сите, додека ние не станеме мнозински синдикат, мнозинска сила. Многу мал дел од овие работи ќе се променат. Многу мал дел. Значи сакате да ми кажете дека сега моментално силата и моќта ви се ограничени? Не се ограничени. Ние немаме проблем да збориме. Ние немаме проблем да се организираме. Ние немаме проблем да протестираме. Ние немаме проблем да ги преземеме сите синдикални активности. Зборам да дојдеме до ситуација кај што ќе мораат. Тоа е по целта на синдикатот. Да ја сведиш власта да мора да разговара, да мора здраворазумски, например, нормално кога ќе стане мнозински синдикат, ќе дојде и представник од власта тука ќе седне на карши и ќе разговараме. Сакаме да. И ќе разговараме и ќе речеме чекај сега, ајде аргументите да ги они идат со владиниот синдикат. Така е. Све е супер одлично, најубави сте, најдобри сте, така се научени 30 години. Тука кога ќе направиш силата како независно тело, за кое што ние макотрпно работиме, за кое што ќе напоменам и подоцна со какви све проблеми се случуваме што се незаконски, неуставни и дел од институциите Кажете, да. Дел од институциите се надоврлам само да довршам и се ние кога ќе дојдеме во ситуација интелектуално ќе војуваме. Ќе речеме добро, еве објаснете сега вие зашто сите го имаат тоа, ние го немаме. И се треба да објасниш како раководно лице на одредено министерство зашто дозволуваме да се случи тоа и тоа. Значи со конкретни примери да дебатираме, па и јавно да дебатираме и така ние ќе направиме притисок. А вака сега тоа одбегнува преку владен синдикат, си подпишуваат све, велат дека све е одлично, све е супер, тоа историски е покачувањето од 7%. Историско е најголемо е. Тука е проблемот. Значи вие велите дека ако ве сватив, дека тоа би се променило и би станале на некој начин за министерството видливи само кога би биле најброен синдикат. Па да, затоа што ние бевме пред 2 недели на протести, баравме почитување на колективните договори, најбројниот синдикат си потпише сосема нешто различно. Дали има легитимно право да го направи тоа? Има, затоа што е избран од работници. Сега ќе дојдеме на најгорчливата приказна, која што јавноста треба да знае. Во секторот образование, кој да се вработи по автоматизам го ставаат во другиот синдикат. По автоматизам. По автоматизам. Најголем дел во училиштата ги ставаат по автоматизам. Тоа е прво кривично. Значи немаат избор. Не имаат избор. Ама не го прашуваат. Значи тука стана збор како вака ќе ви го опишам тоа. Идеш ти на избори и на ливчето ти е закружена одредена партија и ти велат ако не ти се свиѓа оваа партија ти избриши ја со гума па закружи си друга. Значи тоа е прво безобразно. Имаме покренувана постапка и никој не е надлежен да го реши. Пази. Значи никој не е надлежен од државата. За све се надлежни, за тоа не се надлежни. Имам се жалени работници, кажувале на пример, наши членови потполни пристапници, ни кажале, што е ова, види, ја пристапив во независен синдикат, овој другиот синдикат не сум пристапил, по автоматизам ме ставил секретарот у школото. Идеме со секретарот да го пишуваме ти си у овој синдикат, ја не верувам тој, па што си го стал него? И се смее. Значи тука имаме прво корупција. Ќе го штиклира, ќе му одбива членарина, ќе си го бројат како членке. Тука имаме корупција, а за неговата плата нема да се стави у владиниот синдикат. После тоа што имаме друг сериозен проблем. Имаме колеги кои што видите исто вака не пристапиле, не може да истапат од синдикат. Пријавуваат секаде, не можеш да истапиш. Не можеш да истапиш. Како така? Видите, не е така. Никој не е надлежен, значи ти го известуваш синдикатот дека сакаш да истапиш, он не го известува работодавачот, не му кажа ништо на работодавачот, ти пријавуваш сите институции велат дека се ненадлежни. Тријат раце. Да. Толку е. Да. Со тоа се соочуваме. А па кај нас, на пример, обратно ситуација, ние пишал некој работник во четврток дека сака да се отчлени, ние сме биле на пат, не сме стигнали да пуштиме мейл, више понеделник. Пријава стига, чекаме, вие со сила држите 5 дена човека, чекај, ние не сме стигнали уште да изготвиме. Значи, сам да кажам дека законите важат само за нас. Зашто? Зашто ние сме трнуко затоа што збориме. Ама ако си милениче на државните институции, на органите, на центрите на политичка моќ, те пуштаат да правиш што сакаш. И се тука имаме сериозен проблем кај колегите, затоа што многу често колегите велат која држава го има. Да не можеш да истапиш од синдикат. Секоја чест за ова што го искажав, тоа е голема храброст, овие се некои многу да. големи работи. Тоа е вистината, мислам, имаме докази, ова може било кое време да се прашаат институциите. Сега имавме ситуација каде што ќе го напоменаме училиштето. Може. Васил Главинов во Велес
50 колеги ме известија дека го известиле трудовиот инспекторат, не ми текно името за жал, иначе со име и презиме ќе ја кажевме. Инспекторката, која што пријавиле 50 души пријавиле дека им се одбива чланарина за синдикат во кој што не се членови. Во друг синдикат, различен од независниот синдикат за образование и наука, не си пополниле пристапници, не се зачлениле од синдикатот, од прошлиот месец почнале да им убиваат чланарина. Инспекторката им одговорила дека не е надлежна. Дека не е надлежна. А во законот и е цитирано дека они се надлежни за синдикати, за синдикално делување. Од тука ќе мора работниците да се обратат на суд. Некој може ќе се обратат, некој не може, некој ќе сака. А тука е таа корупција, како замислете си сега како политичка партија и се натврваруваме кој ќе тепа и да ги наместат изборите. Да нема ни гласање, да си ги заокружат сами ливчињата и да речете ние победивме. Вие не сте победили. Тука го имаме проблем. Да видиш крено просто неверојатно, ова е страшно. Не, ова е вистина. Јас Ова е со целосна страшно, кривична што го велите материјална вие. одговорност тврдам дека овие работи што ги искажав се вистините и доколку сметаат дека не се вистините, јас сум стремен да сносам одговорноста, но тоа е вистината за жал. Ете, ние со такво ниво на корупција имаме во секторот образование. Јавноста мора да знае. Мораме јавно да зборуваме, ова ќе го слушнат многу луѓе. Ќе коментираат колегите, не ќе излезе емисијата, ќе коментираат колегите, ќе речат браво, или ќе речат браво за храброста, или ќе речат лаже овој. Значи, тука тоа е мерило. Јас можам што сакам да кажам јавно, исто како што и представник на еден синдикат излезе и кажа дека 4.500 денари ќе се зголеми се платат. Значи, он може да каже што сака. Работата е веродостојно е коментарот на колегите, кои што ќе кажат точно е ова што го зборува, или ќе кажат врска нема ова што го зборува и лаже. А рама, јас морам многу да пазам што ќе кажам, затоа што јавноста може би и не е интересно образование. На јавноста може би и ќе верува или нема да верува и ќе рече. Но ми е многу битно, утре треба да отидам во наредна недела, треба да отидам во училиште, ќе ја гледат емисијата и ќе рече чекај бе, што збориш ти јавно? Зашто лажеш вакви работи? Или секоја чест за храброст, така да не би се осмелил да кажам невистина само заради не знам одредена група на популација да стигне таа информација, а од друга страна па да морам да се препотом да речем пред колегите кои ќе ме прашаат што се зборува вакви работи. Колку голем проблем е, Томислав, и ова што пратениците еве на пример земаат пари за патни трошкови, големи суми, а од друга пак страна некои си просветни работници што работат во селата трошат и гориво до 4000 денари дури и на месечно ниво, ако не и повеќе. 12.000. Знам за колеги кои што 12.000. со докази ми има докажано дека трошат 12.000. Патуваат по 45 километри во еден правец во рурални средини. Од собствен джеп. Од собствениот джеп. Замислете си, он зима плата 42.000 заради тешки услови бидејќи работи во рурални средини. Третина од платата ја троши за гориво. За гориво. Тука не влага амортизација на колите, искршени се цели, затоа што се вози по неасфалтирани патишта во лоши услови. Сериозен проблем. Полиција и армија го имаат овој проблем средено уште пред ново година. Има во караулите, знаете дека ги носат во граничните премини, дека има комбиња ги носат полицајците и армијата, односно војниците. Секторот образование организиравме многу голем број на протести. Овој проблем мора да се реши. Значи ние имаме дадена заклетва ќе кажам пред колегите дека нема шанси, значи нема теорија ние да се откажеме од вакво нешто. Ке се бориме, колегите може ке се плашат. Имам многу интересен податок да споделам дека 95% од луѓето што патуваат не се наши членови, а ние најмногу протести имаме организирано. И тука и покрај тоа што е тоа така, затоа што стално им викаат, утре ќе пуштат, ама нема да ако сте членови од тој синдикат нема да ви исплатиме. Утре ќе пуштат. Значи знаете како, најлошо е да со луѓе со проблем да си играш. Тоа е исто како на некој болен, што и да му продадеш, можеш да му кажеш дека е лек. Значи овие луѓе се наши колеги, не им се љутам, ама се до тој степен очени, имаат сериозен проблем затоа што многу е бедно кога третина плата ти иде на превоз. А зашто? Затоа што си се нафатил да предаваш на деца во рурална средина. Дело како да се казнети тие луѓе што работат на толку далеку. Се користи како казна. Факт е дека се користи како казна работењето, затоа што имаме училишта кај што има подрашно и централно, и знаат многу често политичките партии, гласноговорниците. И сега, например, ќе дојде нова гарнитура, директорот што бил од другата партија у најдалечното село, па овој ќе се врати
ќе го испрати другиот и најчесто тие партиски активисти не се кај нас од другиот синдикат се, затоа што така им е кажано од партија, кај нас се луѓе кои што не се политички активни, или па ако се евентуално симпатизира некоја политичка партија не се зависни од тоа, ама има многу политички реваншизам во секторот образование, тоа е факт. Во тој контекст, колку можеме да го спречиме тоа партиско вработување во образованието? Можеме ли? Можеме. Дали сте пробале нешто? Можеме, ние постојано пробуваме. Значи, тоа јавно сме го кажал уште првиот ден. Значи, кога независниот синдикат за Дали сега има партиски вработување во Има, да. школството? Да, има. Има, само што е многу помалце за разлика од пред 3-4 години, затоа што има помалце наставници. Партиски вработувања има само во места каде што има повеќе кандидати по одреден предмет, а тоа е многу ретко, и кој избира тој што е поволен на политичката партија. Значи во такви ситуации, ама тоа се многу ретки. Во минатото беа почести, до пред некоја година, до пред 10 години беа екстремно честа појава, денеска тоа е многу ретко. Значи стварно е многу ретко ти да сретнеш наставник кој што услов ќе биде, они даат, после ќе пробаат, слушај, знаеш кој ти даде тебе работа, пази, што ќе правиш, дојди на протест, на контрапротест, на марш, на не знам што. Значи знаат тоа да го прават, да ги потсеќаат кој ти даде работа, и ја на колегите сите јавно тука ќе им кажам, вие работа сами си најавте затоа што сами си го завршивте факултетот. И Така никој не им завршил не факултет сте должни за на нив. никого. Факт е дека позади параванот, убаво е да гласате, затоа што тоа со негласењето, па јас сум против тоа, да ќе бойкотирам, нема да гласам, не гласе. Гласе, имаш 15 души, гласе, зама гласе. Или на крај на денот шкртни го ливчето, ама тоа да те тера да активист да бидеш, им најпогрозна работа има ли од тоа да видите директор да со кесичето да движи по врати по. Еј, ние сме од таа партија, директор на школа. И ти познаеш, ово директор е Бели како си пакет. добар си. Ќе се слушнеме и Пакети. ти намалија да му попреш на како. Па тоа тука настанува корупцијата. И што ќе ти каже тој? Ти па тоа доаѓа не може. дома, ти носи такви Реклама. маичка, капче и една од друга партија ти носат, и утре ден кој ќе ти рече, ај дојде ваму бе. Ај сега тоа и тоа да завршиш. Добро, Што ги- ти нема Ги да носат ли тие мајци? за кречење по дома. А во суштина ти нема да го купиш него со капчето и мајцата. Ти ќе го купиш со тоа што ќе му ветиш услуги. Така ги купуваат луѓето. А ти многу лошо ти да му ветиш на некога услуга у образование. Знаеш што е услуга, ние не поправаме коли па или преку ред да те пуштиме. Услуга образование да директорот да прави притисок за детето ако му е за двојка да има повисок. Дали гледаш од министрите некој недоволно писмен, например? Од министрите? Вака што... Па, од оваа гарнитура, мислам дека сите се со факултети. Барем. Не, може би да спомнеш од минатото, не мора, например... Од минатата? Па сега... Така некој што... Ја мислам дека се доволно школувани, но не станува збор тука за образование. Тука станува збор за морален интегритет, емотивна интелигенција, честност. Тие се тие аргументи. Значи, Не гледаш честни министри во тој поглед. па сега јас се водам по последното, тоа што си ветил тоа да го спроведеш. Значи ако си излегол на телевизија и си рекол дека ќе го правиш тоа и тоа, или прави го, или излези и кажи јас извинувам, пробав, честно, културно, Не бива. не бев у можност, извинете, затоа што ја на крајот на денот сум спремен и на сите колеги сум ми кажал, ја у секој момент сум спремен да сносам морална врска ако ме фатите дека нешто, не знам, вака си кажал, така си правил, и тоа мораме ние да се водиме по некои такви морални вредности. И за мене во активизмот, во политиката, моралните вредности се најбитни. Не е битна писменоста, интелигенцијата. Па треба ти да бидеш со морален интегритет. И нормално да сносиш одговорност. За се што ќе направиш треба да сносиш одговорност. И да си стоиш на зборот, тоа е многу битно. Макар и да е по ајде, ќе кажеме дека нели само магарињата не менуваат став, ама ако евентуално си го сменил ставот, ти мораш ти да образложиш, да детално да им образложиш на тие луѓе. Во суштината кај нас во политиката имаме сериозен проблем. Едно се каже, од друго се прави. Значи, магариња нема. Па сега, видите. Томислав, ти си искрен човек, како што можам да забележам. Говориш, Ти дури говоревме и за криминали, што се случуваат во образованието. Моментално, еве, мораше да ни се случи една несреќа како што е Кочани, за да... Дали гледаш во оваа гарнитура некаква
желба да се расчисти со криминалот и дали имаш некаква верба дека ќе дојдете и вие во образованието наред па да се расчисти во тој поглед со криминалот? Па јас како оптимист сакам да верувам дека зад решетки ќе застанат луѓе кои што, збориме за несреќата, луѓе кои што биле директни учесници во настанување на пожар. Тоа што последователно дали ќе апсат или нема да апсат луѓе кои што создале корупција, се надевам дека нив ќе ги апсат, но најмногу што сакаме да видам луѓе да одговараат за основната причина на станувањето на пожарот. Се надевам дека тоа ќе се случи. Но сега малку не е само сведено на пожарот, него и многу други работи почнат да се копат. Па во тој контекст ве запрашав дали гледате дека и образованието, криминалот таму би се решил од оваа гарнитура? Или мислите дека само сака да се закрие? Па, видете вака, една работа ја ветивме, се договоривме со синдикалните представници дека по на најголема трагедија у македонската историја што ни се случи, дека ќе почнеме за корупцијата појавно да збориме, со тоа што ќе се сносиме одговорност да не тужат, да не се закануваат, не се плашиме од тоа, но нормално секој пат, нели, власта има апарати, нели, збориме кога ќе почнеме инспектори да кажуваме со име и со презиме на телевизија, па може некој угледот ќе му биде честа, значи ќе си ги сносиме тие одговорности, но ќе почнеме јавно да зборуваме. Од проста причина затоа што корупцијата, знаеш кога настанува? Корупцијата настанува во трето деление кога родителот ќе дојде, на директорот ќе му се сили, на наставникот ќе му се сили, на детето ќе му даде некоја лажна вредност дека татко му или мајка му е, не знам, некој врховно суштество кое што мора сите да го слушаат, кое што правилата за тоа дете не важат затоа што тоа е дете на таа и таа фамилија, и тука настанува корупцијата. Значи од мали нозе настанува корупцијата. Ние сме се спротивставувале, сме пријавувале притисок во полиција. Факт е дека тоа што го имаме за цел и силата што имаме не се сразбери. Факт е дека нас не требаат колегите да учествуваат. Затоа што пак ќе напоменам, можат сите да ни стиснат лайк, можат сите да речат браво, но мора колегите да учествуваат, затоа што ни треба поише бројка, ни треба и поише финансија, отворено ќе зборам. Значи, можеби сите се прават многу честни, ама ова е скапа играчка е синдикатот. Значи ти да можеш да бидеш мобилен, да покренуваш тужби, да отвараш нови канцеларии. И да бидеш видлив на крајот од денот. И да бидеш видлив од крајот на денот, затоа што е доста захтевна и скапа работа. Добро, но дали гледате искрена желба кај ВМРО дека сака да се справи со криминалот или не? Дали имаат искрена желба, во оваа фаза не би можел да кажам. Мислам дека не им е баш искрена желбата, затоа што ако им е искрена желбата, во овој момент ја јавно би повикал да, нели, оние постапки ние што ги имаме покренато, нека ги споапсат луѓе. Еве, нека почнат од оној директор што го напоменав дека по автоматизам него така му текнало и си ги зачинал сите луѓе во синдикатот. Што е тешко кривично дело, тоа е исто како јас да отидам на избирачко место и ама тој некако многу комотен изгледа, Вие зборувавте со него? Му испративме, не зборувавме, му испративме известување, му кажавме работниците, му кажа, ма некако комотен, затоа што тука доаѓа таа лажна комоција како по грб ќе тудар ти ќе речат терај. Ќе бидам искрен, според мене, она што политичката слика, она што го видовме во минатото, додека независниот синдикатот организираше 24 протести, она што сега го гледаме, дека имаме 2 протести, би кажал дека се на исто рамниште според мојата перцепција. Со исти проблеми се соочуваме. Значи нема разлика во делот на незаконието во синдикалните работи. Сега може би оваа несреќа што ја напоменавме ќе биде поефикасна од претходните, исто за жал имавме ние катастрофални несреќи. Сме имале катастрофални несреќи кои што кабелот одговараше. И паѓале авиони. За жал, јас сум убеден дека нема да биде до тој степен. Може би нема да биде 100% како што се најавува, ама нема да биде вака. Ама пошто за мене има правдина и неправдина, нема 75% право. Може би ќе биде лошо да споредуваме, да речеме, овие кабелот го судија, овие судија 5 од 10 луѓе. Факт е дека не верувам дека народот више критичка маса си има створено, дека не може кабелот да биде крив. Па и кажа дека нема да биде кабелот крив, дека ќе се почне дека... Па за тоа се управо нема да биде кабелот крив. И онкологија исто. Ама ние бараме 100% да според мене 100% треба сите да одговарат. Без разлика Имате впечаток дека тоа не би било 100%?
Да, имам впечаток. Дај Боже да грешам. Томислав, говоревме искрено на многу теми, дали има нешто што би сакале да додадете? Спомнавте дека некои криминали сакате да ги спомнете во образованието во текот на нашиот разговор. Спомнавте ке говориме за тоа. Сега јавно Или- јавно ќе Тоа е, кажеме. да. Значи за нас најголем криминал е кога работници ќе го известат работодавачот дека противзаконски им се прави задршка од плата, он продолжува да го прави тоа. Значи он може да има тоа, има тоа правна корис. Затоа што денеска е чланарина за синдикат во кој што работникот не сака да биде член и не пристапил, утре може тенџериња да купи у негово име, може од пола плата може да му плати рата за автомобил. Да си земе директорот автомобил и да му го стави на платен список на работникот и трудовиот инспектор да рече дека не е надлежен за криминал, а е надлежен согласно член 111 став 2 од Законот за работните односи во кој јасно е наведен. За нас тоа е најголем криминал. Постојат и други забелешки кои што ги имаме во делот на инфраструктурната работа. Како например што напоменав дека треба да ги прочешталат сите училишта да видат зашто во некој училиште има по 3000 плочки во вецињата залепено. Е пишано 10. Не пишани се тие 3000 плочки, ама зашто ти 3000 плочки? Кој реди 3000 плочки? Сад ќе го најдеме еден плочкар, па ќе... Значи има такви училишта кои што ределе по не знам колку пати плочки, зашо? Затоа што не знам, имале може би интерес да го ангажираат одредено лице да лепи плочки. Сега не викам дека А зашто 3000 плочки? Снемало плочки? плочка врз плочка, за да го ангажираме човекот, може ми е роднина, ето, условно кажано. Да бидам така по коректен, да не... Ама, мора да имаме тука здрав разум, значи не може, да кажеме, некои работи треба домакински да ги работиш. Као што е дома немам 3000 плочки, дома, не знам, не кречам секој втор ден или еднаш од 20 години, туку се знае на колку време се крече. Значи, туку имаме ние забелешки во делот на работењето на мал дел од училиштата и тоа во понова историја поретко. Значи, тука морам да ги пофалам. Имате записи конкретно тоа училиште тоа фали, тоа училиште тоа. За некои имаме, не за сите. Затоа што, пак ќе кажам, преобемна ни е работата заштита на работничките права, овие се не се ни секундарни терцијални информации, се кои што спонтано низ муавет ни ги кажувале просветните. И не шетале, дојди да видиш тука што има, дојди да видиш вамо што има. Ама пак приоритет ни било заштита на работничките права, заштита на работниците од притисоци, поготово од родители, заштита на честа и угледа на работниците, а пропратно, уз тие информации, движење, работа со колегите, сме заприметиле на вакви недоследности, да кажем. Томислав, сосема на крајот би сакал да го спомнеш вашиот подкаст. Да спомнеш дали е сега, дали повторно имаш или веќе не? Знам дека имаше. Последно 2 сезони бевте. Да, скоро имавме емисија во која што учествував, имаме група синдикални представници учествуваат многу често на подкастот Независна зона. Тоа е исто Независна зона. Независна зона, место каде што синдикалните представници ги изнесуваат своите ставови и кажуваат за одредени проблеми. На YouTube оди. На YouTube, да. Ти благодарам многу што ни беше гостин и се надевам дека повторно ќе ни бидеш гостин и ќе промоветиме за многу поведри теми, не мора па само за криминали. Во секое време ви благодарам на поканата, со чест и задоволство повторно би присуствувал. Ти благодарам. Драги мои, се надевам дека ви се допадна овој наш денешен подкаст. Доколку ви се допадна, знаете дека треба да стиснете лајк и да го споделите ова видео како би допрало до што повеќе луѓе. И нормално да се претплатите на нашиот канал.